Драги ученици, денес ќе научиме уште две нови ракописни букви од латинската азбука. За таа цел ви предлагаме да земете лист хартија и молив и заедно со нас да се обиете да ги напишете ракописните латинични букви Р и Б. Денес ќе се запознаеме со две нови букви од латиничното ракописно писмо, но пред да го направиме тоа, да се подсетиме на некои букви од нашето кирилично писмо. Тоа е буквата Р, буквата К, малата ракописна буква Ч, големата ракописна буква В и малата ракописна буква В. Зошто ги напишавме овие букви? Буквите ги напишавме бидејќи тие ќе ни помогнат полесно и поедноставно да ги напишеме новите латинични ракописни букви, буквата Р и буквата Б. Да започнеме со големата ракописна буква Р. Ако знаеме како се пишува нашата ракописна голема буква Р, тогаш лесно ќе научиме како се пишува и големата латинична. Пошто е разликата? Кога ќе стигнеме до тука, продолжуваме со оваа линија од буквата К и ја добиваме големата латинична буква Р. Да повториме уште неколку пати постапката. Како се пишува малата буква Р? Малата буква Р е многу слична со малата ракописна буква Ч. А сега одиме со големата ракописна буква Б, која се пишува исто како нашата ракописна буква В. И малата ракописна буква В, што во латиницата се чита како Б. Верувам дека нема да ви биде потешкотија да ги пишувате новите две букви. Да видиме како изгледаат. Големата Р и крајниот малата. Големата Б и крајниот малата буква Б. Рада. Бети. А сега да видиме како ќе ги поврзаме новите ракописни латинични букви со останатите букви кои што веќе ги имаме учено. Бети. Баба. Рада. Рамо. Битола. Базен.
Радмила, Робот, Брат, Торба, Бумбар, Бајадера, Радост, Со овие две нови букви веќе изучивме 19 букви од латинското писмо со кои се пишуваат гласовите од македонскиот јазик, што значи можеме да напишеме голем број зборови со истите. Денешниот предизвик е на бел лист со фломастери да испишете што е можно повеќе зборови во кои се содржани новите ракописни букви. Не брзајте, убаво пишувајте и убаво поврзувајте ги буквите во зборовите при пишувањето. Сикајте го испишаниот лист и испратете ни го за да можеме да го објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна и креативна работа и ви благодариме што не гледавте.